методологијата. Во септември ќе има уште едно зголемување, со кое што ќе имаме 25% зголемување на пензиите, што никогаш до сега не било. И методологијата вели дека секој март и секој септември пензиите се зголемуваат согласно со порастот на трошоците за живот, значи на инфлацијата, и согласно со порастот на просечната плата која расте. Само сега во март пензиите се зголемија за 8,4%. Се ќе направиме, ние контактираме на дневна основа практично со председателката на Асоциација на Сдруженија на пензионери, за да може да ги зголемуваме пензиите и во иднина и методологијата за тоа да направиме. А за оние кои што имаат пониски пензии, вие ако сте во таа категорија, знаете дека за пензиите по 14.000 денари направивме 3 месечен еднократен финансиски надомет, кој што беше во изминатите месеци заради кризата, со цел да може секој да ги покрие трошоците. Кризно време е, меѓутоа цел буџет го користиме за такви работи. Вака сега, а може ли обратно едно прашање? Може, секој прашање може. На најмалите пензии да идат 4, а на најголемите да идат помалку. Тоа е прашање кое што ние сме го разговарале со Асоциацијата на Сдруженија на пензионери. И еднаш имаше обид во минатото, пред повеќе од 15 години, за една таква методологија. Меѓутоа, с оглед на тоа дека пензијата е право од работен однос, а не право од социјална заштита, проблемот е што ако тоа се направи, тогаш се доведува во прашање законитоста на таа одлука. И затоа направивме еднократни финансиски надоместоци за оние кои што имаат пониски пензии од просечната плата практично беше. Нивото тогаш беше 18.050 и до 14.000 дававме, односно од владиниот буџет издвојувавме финансиски средства за да дојдат до ниво до 18.000. Значи, сите ги имаме разговарано со Сдружение на пензионери на дневна основа. Ние да завршиме со медиумите. Јас ќе бидам тука, ќе отидам и кај Савко на тезга и кај комшиите. Едно прашање уште. Може. Значи, вака да ви кажам. Може. Цениве се до плафон, значи со 2 денара макарони и јајца денар на 99 денари и сега ги замрзнавте цени. Значи, што е тоа поетично? Ние прво ги... Стварно некако многу тежок дојде животот, па нити лекарства може да купиме, нити... Прво ги цените точно е дека беа многу зголемени, затоа што има војна во Европа се води. И секаде се зголемени. Она што направивме прво на дел од производите ги замрзнавме цените. И тоа намалени за, вие ги спомнавме, макароните ги намаливме за 15%, млечните производи кои што се наоснувни за 10%. Ја намаливме цената на, ја замрзнавме цената на јајцата, замрзнавме цена на оризот, ги намаливме цените на брашното, низ преговори со... Да, меѓутоа тоа е за 10% помалку од она што беше. Така да трендот на намалување на цените го направивме и тоа со владени одлуки и низ разговори со стопански комори. Таму кај што не можеше да се направи джентълменски договор, го направивме со владена одлука само за да ги намалиме цените. Зголемување на пензии, намалување на цените, за да може секој подобро и полесно да ја преброди кризата. Тоа е она што владата го има на располагање да го прави. Ова е јавна дебата, така? Вие со мене може да разговарате секогаш. Забавувам и нешто ви кажам. Слободно да поставите секој прашање. Да, ја, се знаеш. Човек што јаде многу. Дојде господјата, да. Така. Да. Ќе помине низ продавници. Мислам дека нема по... Удобен пример. Има ли ше некој? Ја да гледам, а немам се кредит. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денес сме тука заедно со министерот за економија, господинот Бектеши и со директорот на Државниот пазарен инспекторат, со цел на терен да се увериме во фактичката состојба со продажбата и цените на основните прехранбени продукти, меѓу кои што и јајцата од кокошка и оризот, кои, како што знаете, пред една недела донесовме одлука да ја замрзнеме цената на ниво која што беше на 15 март оваа година. Драго ми е што денес се уверивме дека нашите одлуки се почитуваат, што се надевам дека е случај во сите маркети низ државата, како што и во овој маркет. Ваквата мерка ќе остане во важност до крајот на април 2023 година,
со тенденција вакви слични мерки да донесеме и за други прехранбени производи, ако за тоа се укаже потреба, според претходно направени анализи, какви што во моментов правиме. Пријатно се изненадив и што видов и дека и малопродажната цена на брашното е намалена во дел од маркетите, без при тоа државата да донесе одлука, а таа е направена врз основа на разговорите кои што ги имавме со производителите на брашно, како и врз основа на намалувањето на дел од трошоците кои што ги имаат во нивниот производствен трошок. Ваквиот потек го поздравуваме и ги охрабруваме и другите продажни места да го следат овој пример. Сакам да ја уверам македонската јавност дека нашето присуство овде не е случајно. Владата и јас како прв човек во владата водиме практична и инклузивна политика. Носим одлуки кои ги засегаат граѓаните и затоа сакаме лично на терен да го слушнеме гласот на граѓаните, гласот на народот како реакција на политиките кои ги спроведуваме и одлуките кои ги носиме. За мене е сосема јасно, и јас тоа сум го кажал во сите прилики од септември до денес, дека трошоците за живот се зголемени како резултат на војната која се води во Украина. И заради тоа владата донесе низа на мерки од зголемување на минималната плата, зголемување на пензиите, зголемување на финансиската помош за најранливите категории на граѓани и донесовме антикризни мерки од 760 милиони евра, кои што беа наменети исклучиво за најранливите категории на граѓани и задржување на ликвидноста на компаниите. Се наближуваат и верските празници, Великден и Бајрам, време кога на празничната трпеза на нашите сограѓани се изнесува што е можно повеќе продукти, со цел да е таа побогата, но и да поделат нашите сограѓани со своите ближни, со пријателите и со немоćните кои што имаат помалку и кои не можат да си ги дозволат сите работи. Мерката за замрзнување на јајцата од кокошка и оризот ја носиме токму во оваа насока, да помогнеме секому и секаде во пресред на празниците, но и општо на сите кои имаат за цел да ги прослават празниците, а ние да ги пресретнеме по-безболно инфлационите текови кои што владеат денеска во светот и да ги надминеме предизвиците на светската економска и енергетска криза. Сите веќе ги гледаме податоците дека од октомври до денес инфлацијата се намалува на месечно ниво, што значи дека мерките кои што владата ги презеде имаат влијание врз намалувањето на висината на инфлацијата. Претходно, како што знаете, ги замрзнавме, односно ги намаливме цените на дел од тестенините за 15%, како и на дел од млечните производи кои најмногу се користат во малопродажбата за 10%. А пред тоа ја замрзнавме и цената на белиот и на полубелиот леб. Со овие мерки кои што ги носиме во полза на граѓаните и заштита на домашниот пазар, обезбедуваме и рамнотежа на пазарот со цел да не се наруши доставувањето на стоките во продавниците и затоа за последната мерка донесовме уште една одлука, а тоа е дека малопродажните објекти мора да го одржуваат нивото на продажба на јајцата и на оризот на ниво од јануари и февруари, на ниво кое што обезбедува задоволување на потребите, за да не се случи преголем извоз, бидејќи цените кои што ги има во регионот се на повисоко ниво од цените кои што ние ги имаме во нашите продавници. И во оваа прилика, како и повеќе пати до сега, сакам да кажам дека да порачам дека тука нема да застанеме. Ќе продолжиме и натаму да го штитиме стандардот на граѓаните. Ќе продолжиме и натаму да носиме мерки и нема да дозволиме лично богатење на никого во време на криза, бидејќи повторувам уште еднаш, ова е време на солидарност, а не е време на остварување на екстра профити. Јас исто така барам и разбирање од представниците на компаниите, од бизнисмените и од трговците. Владата на Република Северна Македонија помагаше во текот на сите кризни години, од како почна пандемијата и потоа продолжување на енергетската криза, на економската предизвикана од војната во Украина, при што никој не беше оставен сам да се справува со кризата. Сите се сеќавате на мерките кои што ги имавме за поддршка на платите во индустријата, кога заради корона кризата не работеа индустријските објекти, владата обезбедуваше плати, владата обезбедуваше ефтини кредити преку Развојната банка за задржување на ликвидноста. Сега е време сите компании заедно со владата нормално да вратат на граѓаните кои што практично се тие кои што ги градат преку своето купување нашите македонски компании. Пруживме рака тогаш за стабилност на бизнисите, а сега бараме за возраст пружање рака од нивна страна. Само така со заемна помош можеме да ја пребродиме светската економска криза, која се надевам заеднички ќе ја надминеме полесно. Ви благодарам. Сакам да се заблагодарам уште еднаш и на министерот за сите анализи кои што ги направија, на директорот на Државниот пазарен инспекторат, чии што инспектори сите се на терен постојано. Можам да ви информирам и
и минатиот ден на министерот за земјоделие информираше накратко дека веќе се прават анализите, односно скоро и се завршени во делот на цените на овошјето и на зеленчукот и врз основа на тие анализи ќе следуваат исто така мерки кои што се однесуваат на намалување, на можно намалување на цените и на овошјето и зеленчукот, бидејќи она што го правиме е ги гледаме производните цени кај производителите на овошје и зеленчук и финалните цени кои што се во малопродажба, кај кои што гледаме прилично голема дискрепанција и тука ќе мора да се интервенира. Ви благодарам. Министерот може повеќе детали да ви даде. Фала, не? Првиче би сакал да се заблагодарам за присуството, како што наведе и председателот на владата, веќе се завршени сите анализи во делот на основните преамбени производи, вклучувајќи ги овошјето и зеленчукот, но како и хигиенските производи. Најверојатно утре во седница на владата, пошто утре има седница на владата, ќе се донесат одлука за замрзнување на цените на хигиенските производи со тоа што го најавивме предходно и ќе го оствариме, значи нема да чекаме несоодветно работење на одредени комисии во собранието кои не свикат комисии, се со цел да донесат закони кои се во интерес на граѓаните, како што беше законот за намалување на стапките на ДДВ-то за одредени производи хигиенски, па со одлука на владата ќе намалиме цени на овие производи, значи ќе бидат лепеза на производи од хигиенските производи кои утре ќе се замрзнуваат на истиот начин како што ги замрзнуваме и цените со утврдување на датум каде што треба да има одредено намалување процентуално. Датумот ќе се дознае утре, имајќи во предвид дека одредени компании можат во текот на денешниот, па и во текот на утрешниот ден да направат одредени смени. Во делот на овошјето и зеленчукот, вчера ги добив анализите од страна на Министерството за земјоделие. Би сакал да му се заблагодарам на колегата Николовски за деталната, обемната анализа. Денеска во тек на денот мојот тим работи, најверојатно повеќе од 5-6 производи ќе бидат замрзнени во текот на ова недела и секако дека моментално ги чекаме и анализите од Царинската управа во делот на увозните цени кои се ги пријавуваат нашите трговци кои се занимаваат со овошје и зеленчук, па да видиме во колку е разликата во делот на маржите, за да можеме во текот на ова недела и увозните производи кои генерално во нашата држава се овошјето да ги замрзнеме. Би сакал да користам приликата да им се заблагодарам на целиот тим кој работел веќе со почеток на пандемијата во Министерството за економија и биле носечкиот тим кој ги креирал, ги дизајнирал мерките, но и ги спроведувал мерките, целиот сектор за трговија и секако дека секторот за енергетика, каде што се Исмаил Лума, Валентина Саделова, Билјана Тодевска, Или Шабани, Јолца Јупи, со кои сите заеднички денеска зборуваме за намалување на цените, за стабилизација на пазарот, а веќе во Северна Македонија не се зборува за енергетска криза, но во спротивно се прават веќе анализи и мерки да се воведе ефтината тарифа од 1 јули, се со цел и пензионерите и тие невработените кои во текот на денот се дома да имат прилика да користат ефтина тарифа, а на тај начин да ги намалиме трошоците, посебно за тие кои се најранливи категории во нашата држава. Благодарам. Само на албански, ако може да... Док ще дошол испариќu фали ми да презенца, ме затоа што канајци ќе ми муцин ќе спегувам првче е парат, първо самоторот на пегесија, се пакет масове të cilat и пресин, dhe ato të cilat janë në përpunim e sipër, dua edhe një herë të tregoj faktin që pikërisht masat të cilat i ka miratuar Ministria e Ekonomisë, më vetëm se ka filluar të japin rezultatin e tyre dhe nuk do të ndalemi këtu. Sektori për tregti dhe sektori për energjetika, më vetëm se kam përgatit një sër masat në vetin qëllim ballafaqimin me krizën energjetike dhe krizën e rritjes së çmimeve, ndaj gjatë seancës qeverisë, e cila do të mbahet ditën e nesërme, Ministria e Ekonomisë do të propozojë ngrirjen e çmimeve të produkteve higjienike, do të jenë një sër produktesh dhe gjatë kësaj jave apo të përfundim të kësaj jave, me siguri që do të ketë propozim për ngrirjen dhe uljen e çmimeve të
produkteve të cilët hynë në produktet bujësore apo perimet në përgjithësi. Ministria e Ekonomisë duhet sigurojë edhe një qytetarët që në kontinuitet punon që sa më shumë të zbusi këtë krizë me cilën ballafaqohet kontinenti evropian. Andaj për momentin janë përfundimet e sipër edhe analizat sa i përket të rikthimit të tarifës së lirë gjatë ditës, ku kryesisht përdoret nga pensionistët tanë dhe ato të cilët janë të papunë, me vetëm qëllim që të zvogëlojmë shpenzimet e këtyre kategorive të qytetarëve tanë. Dua të shfrytëzoj rastin, marr parasysh që kemi qenë lider si institucion të fillimit të pandemisë, por deri në momentin që flasim në dizajnimin, krijimin, realizimin e masave të ndryshme, sektorin për tregti, sektorin për energjetik në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë, të gjithë të cilët janë të punësuar dhe të cilët edhe për momentin janë duke bërë analiza të tilla me realizimin e të njëjtave masa të cilët kanë qenë kryesisht në interes të drejt për drejt të qytetarëve. Sa i përket kompanive, odave ekonomike, u bëj edhe një thirrje që të ulin çmimet e produkteve bazë, për shkak se Ministria e Ekonomisë, institucionet përgjithësi, bazë ditore, i ndjekim të gjitha çmimet, duke filluar që nga çmimi i importit, të cilët kryesisht paraqiten në kuadër të doganave të Maqedonisë së Veriut, pa deri edhe në drejt për drejt në markete, andaj marzha, të cilët nuk janë logjike që të kenë kompani të ndryshme apo tregtarë të ndryshme në kohë krizash, nuk do të tolerohen nga Ministria e Ekonomisë, andaj pothuajse nëse ka nevojë edhe dy herë në javë do të sjellim vendime të tilla me vetëm qëllim që kriza mos jetë barrë drejt për drejt e qytetarëve të ndryshëm. Dobar ден на сите. Како прв човек на Државниот пазарен инспекторат, сакам да укажам дека сите инспектори се на терен. И Државниот пазарен инспекторат работи со свој полн капацитет на цела територија на Република Македонија. У последните 5 дена се извршени над 500 надзори, за кои е надлежен Државниот пазарен инспекторат, а 130 од нив се по одлуките на владата, каде што се констатирани 6 прекршоци во висина од 750.000 денари. Државниот пазарен инспекторат ќе продолжи и понатака со својот полн капацитет да работи и како што имам и претходно кажано, без селективност ќе постапува по своите закони. Исто така, сакаме да апелираме, доколку трговците имаат можност и на другите производи, да ги намалат цените, да го направат тоа, бидејќи сите овие одлуки кои се носат од страна на владата се во интерес на граѓаните. Благодарам. Директоре, ајде што изложате нас, пак ще изложате јавноста, кој да ве побараме, не ве бараме за да слушаме, пошто да го сакаме, ве бараме за да ни треба изјава кој што е должите на граѓаните. Фирми, ама ја ве го тука пред вас, обичајно воопшто да кажете како директор. Фирмите. Значи, сите овие одлуки, како што повеќе напоменувам, јас никогаш не сакам да излажам, јас секој ставам на мојот збор, како што сум кажал и така ќе биде понатака, а тоа е, бидејќи не се објавени се уште и нема да бидат објавени денеска, бидејќи поради комплексноста на случаевите. Се издаваат платни налози до завршување на предметот, јас нема да ги кажам имињата. По завршување на целокупниот предмет, јас ќе го кажам името и стојам позади тоа дека ќе го кажам. Стојам на располагање, знаете дека Државниот инспекторат излага на секој еднаш седмично и прековремено за сите вас со соопштени и изјави за моменталните надзори, но поради комплексноста на случаевите, на предметите, јас ќе ги кажам имињата на фирмите кои ги прекршиле и не ги почитувале одлуките, но ве замолувам за мало трпение до завршување целосната постапка. Прекршоци имаме, како што напоменав и во претходните набрави. Имаме прекршоци каде што не се почитува, пример, подлуката за замрзнување
на цената до 450 грама минимално да има леп, и истото да биде до 33 денари, имаше прекршување каде што грамажата не се совпаѓаше со цената. Имаше непочитување по одлуките по законот за трговија, каде што цената до 33 денари не беше овозможена рафт. Исто така имаше, бидејќи одлуката ги задолжува производителите и трговците да имаат минимум 80% колку што имале претходно на рафтовите, и тој прекршок е констатиран. Директоре, дали направите контроли по зелени пазари, тие што продаваат рефузи без упатница, без фискална сметка, пошто според нашите што ги гледавме, се уште 30 јајца се продава за 350 денари, киловорис се продава 120 и слично. Дали имате контроли врз тие и дали имате потреба за дополнителни инспектори, што имате плюс 2 денес? Државниот пазарен инспекторат располага со околу 160 инспектори. Тоа е многу мал број за да се покрие целосното. Но јас се убедувам дека постапуваме во заеднички акции и самостално и на пазарите, и по другите закони. Значи, истото го соопштуваме секојдневно на нашиот веб-сайт. Не е само пазарите, туку постапуваме и по други закони, кои што кажам. 500 надзори имаме само последните 5 дена, од кои 130 се по одлуките, а сите други се по другите. Ако може само да допълним што одлично кажа. Значи, примерот ви беше одличен, тоа е утврдено и претhodно, и сега имаше обиди да се направи таква работа, посебно во делот на јајцата. Зошто? Заради тоа што во регионот има недостаток на производство на јајца како регион, не само како држава, и што се случува, одредени трговци, посебно тие што ги наведовте вие кои работат во скоп на зелените пазари, купуваат директно и по супермаркети и ги препродаваат истите производи, заради тоа што со одлуките на владата во делот на забрзувањето, маркетите мора да држат одредени количини, каде што е 70% од тоа што било производено и продадено претходните месеци. Такви обиди имало, можда и ќе има, но секако дека ќе следат и нови мерки кои што претходно наведов и во делот на овошјето и зеленчукот, каде што освен тие што се во мало продажба, како што се маркетите, ќе бидат вклучени и зелените пазари, не само во склоп на градот Скопје, но во низа на државата. Значи, имавме, ако се памтите, и во време на пандемија, кога купува одредени производи, па ги препродава, избегува и пред маркетите да ги препродава одредени трговци, и јас сум убеден дека државниот пазарен инспекторат и тоа што имаме како практика и како обид, ќе го надвинеме сите заеднички. Толку би сакал да ви се заблагодарам и вас, кои значи ваквите негативни случувања во делот на трговијата јавно ги пренесувате. Јас преку вас медиумите сакам да ги повикам такви работи да се обидат да направат, пошто институциите ги следат и сите податоци ги имаме како институција. Ќе продолжиме. Утре сум јас, веројатно и министерот заедно со мене во фабриката во ВЗ Шари во Тетово. Още един коментар за протестот на културните работници. Сега во 12 влада протестира, двара зголемување од работа. Прво, вие знаете дека ние направивме зголемување на минималната плата согласно со новата методологија. Минималната плата е зголемена за 2175 денари. И таа ќе важи за сите вработени во државата. Значи, помина времето кога до пред 6 години, 7 години, дел од работниците кои што работеа во кожарската текстилната индустрија прима и помали минимални плати од она што беше 8000 денари минимална плата во тоа време. Исто така просечната плата е зголемена на ниво над 34.000 денари. Согласно со методологијата, зголемувањето на минималната плата и оние институции, компании и така натаму, кои што ги имаат усогласено своите колективни договори со законот за минимална плата, тие исто така имаат линеарно зголемување на останатите плати, што е значи зголемување за 2175 денари за околу 27.000 работници
и дополнително други кои што се во одреден број на трговски друштва кои што го имаат согласен. Се однесува до вработени во одредени сектори, секогаш правото на протест било на располагање на секого. Ние сме демократска држава. Министерството за култура, односно вработените во Министерството за култура имаат колективен договор. Тој колективен договор, според она што јас сум видел во колективните договори во државата, е еден од добрите за работниците, ако ги погледнете нивото на бенефиции во делот на плата кој што ги дава. Секако дека тие ќе можат да разговараат со надлежните во Министерството и во однос на остварувањето на своите права, бидејќи секогаш секој има право да побара поголема плата. Она на што се работи, Министерството за труд и социјална политика веќе одржа 2 состанока на економско-социјалниот совет на кој што се разговара за нов општ колективен договор и се работи на законот за плати, во кој што ќе се уредат платите од највисоката до најниската во државата, бидејќи во моментов имаме неконзистентност на плати. Јас тоа многу пати сум го повторувал и од парламентарна говорница, бидејќи постојат регулаторни тела, постојат одредени институции каде што плата за работник кој што не обавува управувачка функција или кој што не обавува функција која што во хиерархијата има големи нивоа на раководење, има поголема плата и од претседател на Уставен суд, и од претседател на држава, и од многу други кои што навистина извршуваат по-одговорни функции. И затоа исто така треба и синдикатите да учествуваат во изработката на овој закон со цел да имаме едно системско решение по примерот на држави кои што тоа го имаат уредено и држави во регионот. Значи не е ова нешто ново што ќе го направиме, меѓутоа е нешто што за прв пат ќе биде направено во нашата држава и треба да биде направено. Фирмите што треба да го прават надзорот над изградбата на автопатиштата на Бехтел и МК. Дали натаму сметате дека договорот не треба да биде расчинет? Значи, јас кажав дека тој договор и договорот со Бехтел и МК се склучени врз основа на законската регулатива во државата, почитувајќи ги сите процедури за избор на изведувачи и за избор на компании кои што тоа го прават. Во тоа биле вклучени сите институции кои што се задолжени за таа работа. Знаете дека законот за Бехтел и ЕНК за изградба на коридорите 8 и коридорите 10D, чие што започнува практично идната недела, со практичен почеток на работа на терен, се направени врз основа на посебен закон во собранието, кој што сите го поддржаат. Целата документација која што се однесува на изборот на сите други компании, вклучено и компаниите од надзорот, е јавно достапна преку Бирото за јавни набавки. Спроведена е сета процедура. Јас повикав и повикувам еве уште еднаш и антикорупцијска комисија и обвинителството да ги испитаат сите наводи за кои што медиумите, вие како што кажете, известуваат или било кој, и врз основа на тоа потоа може да се носат било какви одлуки какви што ќе донесат надлежните институции. Бидејќи селекцијата, изборот е направен врз основа на законска процедура преку јавно достапни податоци, каде што учествувале повеќе компании во самата постапка за избор на најдобар понудувач, и сите податоци, повторувам уште еднаш, се јавно достапни, значи никој ништо не криел, а во одлучувањето учествувале стручни комисии кои што правеле такви постапки и во минатото за други проекти. Верувам дека институциите од Министерството, Државната комисија за спречување корупција ќе вршат својата работа. Треба да се вршат. Директорот на ЈПДП е поставен сепак од владата, а ова е владин проект. Кој е вашето мислење? Дали после се што беше објавено во медиумите треба да продолжи овој договор и треба да биде расчинет? Значи, проектот кој што го работи Бехтел и ЕНК е најголемиот проект во историјата на оваа држава. Поголем проект немало. 1,3 милиарди евра инфраструктура која што ние до сега сме ја немале, коридорот 8 и коридорот 10D. И овој проект треба да продолжи и треба да заврши во рокот кој што е предвиден, 5 години, за изградба на комплетно автопатско решение кое што ќе биде практично од влезот на државата на север до границата со Албанија, потоа продолжува во Албанија до Драч, што ќе овозможи, откако ќе биде направено пристаништето во Драч, Порто Романо, да имаме и суво пристаниште Драјпорт во Струга, што за компаниите е огромен бенефит. Потоа продолжува изградбата на експресниот пат за Бугарија, што е исто така дел од коридорот 8, кој што пат исто така не постоел. Продолжува изградбата на третата лента
открива паланка до Девебај, што значи дека конечно нашата држава ќе излезе и на пристаништето во Бургас и на пристаништето во Драч. И тоа го очекуваат сите граѓани од нас. И ја повторувам уште еднаш. Држава која што е во центарот на Балканот, како што сме ние, и нема инфраструктура, како што ние сме немале коридор 8, тоа значи дека таа до сега била кружен тек. Со изградбата на коридорот 8 и изградбата на коридорот 10D, ние ќе станеме практично и вистински раскрсница на Балканот, од што ќе имаат бенефит и граѓаните и компаниите. И ви повторувам уште еднаш. Се она што е јавно достапна информација, се е веќе практично преку вас медиумите, пријавено во надлежните институции. Антикорупцијската комисија ќе ги добие сите одлуки во минатото кои што се правени од страна на владата во однос на овој проект и врз основа на тоа ќе може да одлучуваат секако дека ги имаат на располагање сите други документи. Владата нити е обвинителство, нити антикорупцијска комисија, тие работат независно, ниту пак владата е комисија за избор и за селекција на компании кои што учествуваат, а кои што посебно пак се избрани врз основа на посебен усвоен закон во собранието, кој што е потврден и од Уставниот суд. Премиере, веќе ќе објави дека една од фирмите што треба да го води регулирањето да работите за надзор во самата понуда за склучување на договорот се јавило дека има 32 вработени, а во годишниот извештај, годишната сметка за 2022 година се јавило дека има 20 вработени. Дали ова една основа за овој договор да биде раскинат? Јавното предпријатие за државни патишта и Министерството за транспорт и врски одржаа брифинг со новинарите, на кој што дури мислам дека и како што бев информиран и документите сите биле доставени пред новинарите. Јас кажав уште еднаш ако треба ќе се направи брифинг за да можете сите овие прашања во детали да им ги поставите, бидејќи не може еден човек да ги знае сите детали во однос на одреден проект, меѓутоа сите оние кои што учествувале ќе можат да ви одговорат на тие прашања уште еднаш ако треба. Има уште едно прашање во врска со проектот. Вие од кој медиум сте? 360. Та може на интервју да ме викнете. Ако е уште едно, Добро. инаку ќе ме викнете. Значи имаше случај, ние барем десер најдовме, по кои многу од експертите кои што се пријавени за да го вршат надзорот, во исто време вршат надзор на други проекти. Вршат надзор на други проекти, каде што во своите понуди напишале и декларирале, гарантирале со изјава, дека ќе бидат во целост на располагање на други проекти. А се паралелно и на ова. Дали сметате дека и ова е основ за раскидување на договорот? Тоа единствено може да се види низ тендерската документација, условите кои што биле поставени, лиценците кои што треба да ги поседуваат тие експерти, кои што ги спомнувате и часовите работни ефективни кои што треба да бидат на располагање. И тоа е прашање единствено може да ви го одговори и комисијата и јавното предпријатие за државни патишта. Има барем 10 дали ми кажете колку чинат овие PR генијалци што направиат во маркетите, пазарите? И веќе третпате во Дали маркетите. гледате некоја сличност меѓу оваа фотографија, горе и оваа доле, горе сте вие, доле вие? Прво пат гледам голема разлика, бидејќи јас доаѓам трети пат овде, не овде, во различни маркети. Не треба никаков PR експерт за да треба да отидете во маркет. Вие гледате дека јас кога доаѓам во маркет, тогаш ќе купувам тоа што ми е потребно. И дополнително со министерот за економија го потврдуваме она кое што сме го донеле како одлука, дали се почитува или не се почитува. Втора голема разлика е тоа што ние денес живееме во услови на најголема економска и енергетска криза која што Европа е имала после Втората светска војна. И оваа влада, за разлика од претходни влади кои што живееа во услови на економски просперитета, кои што практично ништо не направија за државата, бидејќи единствено имавме минимални плати од 8.000 денари, имавме просечна плата од 20.000 денари, сега имаме минимална плата од 20.175 денари, просечна плата од 34 и над 34.000 денари. Ова е начинот на кој што треба да се види, каде што може да се информираме точно кои се производите кои што има одлука, дали се почитува одлуката и друг начин не постои на лице место да се уверите. Така да не треба никаков PR експерт да дојдете во маркет во кој што сте доаѓале во изминатите 15-20 години да купувате за да тоа го направите. Зошто е добро да дојдете медиумите, бидејќи јас улогата во оваква криза и улогата во идентификување на она што се случува на пазарот,
како значајно ја гледам на медиумите, тоа го каже и министерот за економија, бидејќи медиумите секако дека имаат исто така голем униво информации кои што ги примаат. Гледате дека имаше едно прашање кое што вие сте го забележале, меѓутоа и министерот за економија веќе во текот на вчерашниот ден реагирале во делот на трговијата со јајца, откуп од страна на одредени купувачи од маркетите, кои мора да имаат 70% од нивото кое што го имале во јануари и февруари, така да улогата на медиумите и затоа се повикани е да практично информираат за она што се случува на терен, меѓутоа и да ги постават прашањата кои што практично ги интересираат граѓаните. И јас секаде каде што одам, секогаш во 90% од случаите, но медиумите биле повикани и каде што сме одговарале на сите прашања и така ќе биде и во иднина. Премиерот сам кажа, потегот на Фатмир Дехари, Не го слушам вашето прашање. потегот на Билалка сами експресно го осудивте, меѓутоа не и потегот на Фатмир Дехари. Дали поради тоа што е дел од коалицијата, па некако избегнавте вештата да го искоментирате? Првен, јас сум кажал и тоа е така. Северна Македонија е мултиетничка држава, мултирелигиозна и ние сме држава во која што граѓанските права на секого се на највисоко ниво споредено со сите држави во регионот, а јас велам и во Европа. Зошто? Бидејќи врз основа на Охридскиот рамковен договор ние имаме изградено и уставно и законско уредување во кое што секој граѓанин без разлика на неговата етничка или било каква друга припадност има пристап до сите права кои што ги има секој граѓанин во државата. Имаме изградени институции преку кои што се штитат и установуваат овие права. Ние сме држава во која што има и Министерство за политички систем и за заедници, имаме институции кои што се грижат за употребата на јазиците на помалите заедници во државата и секој чекор за кој што ги нарушува овие принципи на функционирање на државата, јас го осудувам. Исто така сметам дека и она што се случуваше во Кишево според мене е несоодветно, бидејќи градоначалникот Дехари е почитуван градоначалник кој што неколку пати е биран за градоначалник и кој што го избрале не само граѓани од една етничка заедница, туку го избрале граѓани од сите етнички заедници и тој е градоначалник на сите етнички заедници кои што живеат во општина Кичево, исто како што секој друг градоначалник во државата е градоначалник на сите други, како што во Чучер Сандево е градоначалник на сите, како што во Куманово е градоначалник на сите, како што во Струмица е градоначалник на сите градоначалникот, како во Крушево што градоначалникот е градоначалник на сите, така и во Кичево градоначалникот е градоначалник на сите, и ако се прават прослави, треба да се прават прослави за сите од страна на општината кои што живеат во неа. Премиерот сами кажа дека третпат сте во маркет, зошто не отидете во школите да проверите дали има учебници или на онкологија, дали има терапија може да? На онкологија ќе ви одговорам само кратко, одам на онкологија, а во однос на учебниците веќе информираше министерот за образование дека учебниците за основно образование се подготвени после подолго време со оглед на изнаоѓање на автори, рецензенти и така натаму. Имаше дел учебници кои што имаа грешки, кои што беа направени од страна на авторите и од страна на комисиите кои што тоа го проверувале, кои што се исправаа. Исто така во делот на средното образование треба да се обезбедат учебници кои што ќе бидат бесплатни во вкупен број за сите ученици. Според закон тоа треба да биде, меѓутоа никогаш од како е донесен законот не било направено. Веќе во буџетот има средства кои што ќе бидат наменети за практично издавање и штампање на учебниците за средно образование, а во буџетот за идната година јас лично ќе се потрудам да бидат обезбедени сите учебници бесплатно за сите ученици и повикувам дека сите ученици треба навистина да се грижат за тие учебници кога ќе ги земат. И јас имам ученици дома и во основно и во средно образование, моите деца, и треба навистина да се грижат, бидејќи тие учебници не се за употреба само за една школска година, туку треба да им служат и на генерациите после нив, кои што треба да ги користат истите учебници од кога ќе бидат вратени во училиштето. Напомням, че цела учебна година не е срамота што има. Каде сум, где му е моста? Ви благодарам многу. Да, за останните. Новиот министер за правда кажа дека покрај тоа што се говори за внесување на бугарите во уставот и останатите заедници, дека се размислува за промена на формулацијата на
јазик кој што го зборува 20%, што замените со формулација на руски јазик. Како го коментирате тоа? Првин, јас ја видов изјавата на министерот за правда и она што можам да ви го кажам е дека приоритет во однос на Уставот е исполнување на нашата обврска од преговарачката рамка, која што преговарачка рамка е усвоиле 27 земји членки на Европската унија, во делот на уставните амандмани за вклучување на други делови од народи кои што живеат на територијата, односно во Република Северна Македонија. Тоа е приоритет. Ќе биде формирана комисија која што ќе биде на високо стручно ниво и која што ќе вклучува експерти, професори, практичари кои што ќе работат на овие уставни амандмани, кои што уставни амандмани ќе бидат ставени на јавна расправа и каде што нормално дека во тој процес ќе се појават веројатно и идеи во однос на некои други делови од уставот, бидејќи министерот Лога кажа и во делот на други делови од уставот каде што треба да се направат унапредувања кои што се повеќе од процедурален карактер на функционирањето на одреден број институции. Но приоритет се уставните измени со цел продолжување на европскиот пат на државата. Тоа е тоа што граѓаните го очекуваат. Тоа е што граѓаните на оваа држава се определиле, држава членка на НАТО и држава членка на Европската унија. Тоа е што нашите граѓани го сакаат, бидејќи нашите граѓани сакаат да живеат во Европска унија, ама да живеат тука дома во нашата држава во Европска унија. Зашто? Заради поголеми плати, заради поголем животен стандард, заради подобра инфраструктура. Само ако направиме споредба на држави кои што порано беа дел од Варшавскиот договор, Словачка, Чешка, Полска, Романија, Бугарија, погледнете го нивното ниво на економски развој и стандард пред членство во Европската унија и погледнете го на какво ниво е денес само заради членството во Европската унија. Тоа е тоа што граѓаните го бараат од нас политичарите и тоа е тоа што ние ќе го направиме за нив. Значи, процесот на уставни измени ќе започне прво со формирање на комисија во која што се повикани и представници на опозицијата да учествуваат. Конечно треба опозицијата да учествува во барем еден процес во државата од нејзиното осамостојување кој што е стратешки. Политичарите треба да бидат одлучни, треба да носат одлуки кои што гледаат кон иднината, кои што обезбедуваат подобра иднина, исто како што политичарите кои што ја донесоа одлуката за членство во НАТО, сега сите велиме дека тоа била добра одлука и праведна одлука и паметна одлука со оглед на тоа што го гледаме што се случува во Украина и после нападот од Русија. И погледнете ги Финска и Шведска, кои што се двете најпрактично развиени земји во скандинавскиот регион и на европскиот континент, па и во светски рамки, и двете после воената агресија на Русија врз Украина бараат членство во НАТО. Во истата организација во која што ние сме членка. Било која држава да прашате во светот, дали би сакала да стане членка на Европската унија, која сака да се развива, која што сака поголем животен стандард, ќе ви каже да. Ние сме на прагот на довршување на тој пат и јас верувам дека со вистински одлуки и со храбри одлуки, а не криење зад народот, како што до сега се криеше опозицијата во сите важни процеси во државата, дека ние тоа ќе го направиме до 2030 година и ќе станеме членка на Европската унија. Дали проверите дали тоа значи дека имате подршка од ВМРО ДПМН, они обвинуваат од друга страна дека немате доволно пратеници во своето мнозинство? И дали проверите зашто мора да не се емитува во Бугарија како што не набавите? Да. Во однос на ставот на ВМРО ќе го прашате ВМРО ДПМН, јас сум убеден дека во ВМРО ДПМН има политичари кои што имаат европска визија и кои што имаат храброст и кои што имаат одлучност да го поддржат европскиот пат на државата. Тие нема да ја повторат грешката 11 години државата да биде заложник на не носење на важни одлуки, кога 11 години чекавме за влез во НАТО, а 17 години чекавме да ги отпочнеме преговорите со Европската унија. Во делот на македонската телевизија прво потпишан е договор за емитување на бугарската телевизија кај нас и за емитување на нашата телевизија, македонска телевизија во Бугарија, што и било направено кога е потпишан договор. Но во меѓувреме, и ова е прашање кое што ќе мора да го поставите на директорот на македонска телевизија и на нивното раководство, бил раскинат договорот за
сервисот преку кој што можат да го преземат сигналот други држави од нашиот државен национален телевизиски сервис. Со оглед на тоа дека тие склучиле некаков договор кој што технички треба да се објасни, и тие се постручни да го објаснат, во кој што практично услугата која што ја даваат, давателот на услуги, не овозможува бесплатно симнување на сигналот од страна на оператори во други држави. Проблемот е креиран од порано. Јас разговарав со дел од институциите кои што се задолжени за медиумската сфера и ова прашање планирам да свикам состанок со директорот на Македонска телевизија, на кој што ќе присуствуваат и други институции, за да се види каков договор подпишале, како оди сигналот надвор и каква практично услуга добива нашиот национален сервис во делот на емитување на програмата во други држави, бидејќи овде не се работи за емитување на националниот сервис само во Бугарија, како што прашате, туку и за емитување во други држави. Да провериме дали и во други држави има можност да се скине сигналот на Македонска телевизија и таму да биде гледан од страна на нашите граѓани. За уставните промени само уште едно прашање, се кажале, јас повеќе гледам дека еден став има активниот председател, а друг став има бившиот председател на ВМРО-ДПМН. Од каде знаете како став има друг? Првин, таму гледаме дека се води дебата во однос на многу актуелни теми, каде што поредечниот председател на ВМРО-ДПМН е прилично активен, особено на социјалните мрежи, и затоа кажав дека треба прво да усогласат. Ја не кажав дека знам како став има, меѓутоа тие треба прво да усогласат на ниво на политичка партија кој е ставот на ВМРО-ДПМН во однос на уставните измени. И повторувам уште еднаш, јас сум убеден дека во ВМРО-ДПМН има политичари, има луѓе кои што имаат визија и кои што имаат одлучност да подржат европска интеграција на Северна Македонија во Европската унија, бидејќи тоа е за граѓаните. Ова е процес кој што е составен од низа на одлуки до полноправно членство. Ова е првата одлука која што се носи со двотретинско мнозинство во собранието. Меѓутоа пред нас и самите ќе видите врз основа на извештаите од скрининг процесот, дека ќе треба да се прават реформи во правосудството, реформи во јавната администрација, реформи во медиумите, од наблюдењето на демократијата, реформи во децентрализацијата. Сите тие закони се со двотретинско мнозинство. Затоа велам дека овие реформи треба да бидат стратешки интерес на државата, а политиката може да се води на сите други теми, како што е социјалната политика, економската политика и сите други кои што можат да бидат предмет на дневно политичка дебата од страна на политичките партии. Ја ви благодарам, почнува седница на пратенички прашања, така да ве повикувам и таму, можете да дојдете да чуете дел од одговорите. Ви благодарам на сите. Веќе одговори министерот. Замрзнат или на некоја цена што е како што направи? Ќе се замрзнат и ќе се намалат паралелно. Виенските, проверете по маркетот и видите генерално повеќе од 70%. Една од нив да. Една својната пресуна. Зацени рикна. Виж што, кај си да исклучувај камера. Исклучува камерата. Исклучи му камера. Кај пати човекот.